Добар ден на сите и добре ни дојдовте денес на овој важен ден за нас како економско училиште, кога меѓу другото организираме и отворен ден за средношколците во градот, меѓутоа уште поважно организираме за прв пат во Македонија меѓународен форум, средношколски форум на економски училишта. На форумот гости имаме од соседна Србија, од средни училишта, низ Македонија економски училишта и сметаме дека е време да ја прикажеме економската струка како струка која што не значи само седење во канцеларија и работење административна работа, туку струка која што е двигател на општеството и која што единствена струка која што вложува во вештините на самите ученици и со тоа ги излегуваме спремни на пазарот на трудот во државата, а и надвор. Целта на настанот? Целта на настанот значи е најпрво да се собериме сите економски училишта. За прв пат го организираме, се надеваме дека следната година ќе видиме уште на повисоко ниво. Значи целта е да си го споделиме своето мислење во однос на човечкиот капитал, односно учениците, дека мора како е образование да инвестираме во вештините на учениците за да имаме и подобра економија и подобро општество. Како училиште се прилагодивте на профилите кои што ги бара бизнис секторот или компаниите, дали тоа значи дека и понатаму ќе продолжите со новитети во однос на вештините? За сега да, значи работиме со струките кои што се веќе одобрени од Центарот за стручно образование, меѓутоа веќе и од присутните колеги имаме изработено, колегите имаат изработено, нормално и во дослуг со нас, имаат изработено и нови струки за кои се чека одговор од Центарот за стручно образование и од МОН, се со цел да излеземе спремни на пазарот на трудот. Ова е едно средно општинско училиште кое што има насочено образование, односно струки кои што се најчесто барање на стопанството во Прилеп, ја поддржува манифестацијата која што ја организира. Имаше отворени денови на сите средни училишта, на некој начин како саем на средните училишта во Прилеп, кои што би представувале запознавање на 9 одделенците од општинава и од сите општини во Македонија, што Прилеп како средно образование насочено нуди и со кои струки располагаме во палетата на сите средни училишта за да ги привлечеме сите потенцијални средношколци да се едуцираат. Навистина имаме добра образовна инфраструктура во Прилеп, што значи не само објекти и градби, туку навистина и добри професори кои што треба во иднина да произведуваат. Се случува тоа, но и во иднина очекуваме да произведуваат уште поквалитетни кадри и онакви кадри кои што стопанството ги бара. Знаете дека барањата на стопанството до некои години наназад не се согласуваа со производството на кадри и во моментов како локална самоуправа со општиот сектор во администрацијата размислуваме како уште повеќе да ги приближиме кадрите кои што ги произведува средното образование кон пазарот на трудот, односно да ги доближиме до барањата на стопанствениците, да бидат поподготвени за да ги прифатат во нивните производствени процеси или во процесите на работа. Особено чест и задоволство ми е денес што сум присутен на еден ваков интересен настан кој што е од важност и за градот и за младите од овој град. Посебно сум почестен бидејќи сум претходен ученик во ово училиште и како таков верувам дека представувам позитивен пример за повеќе идни генерации кои што треба да го продолжат образованието во училиште, бидејќи е едно од најдобрите во Македонија во областа за економијата и право, а тоа се покажува од аспект на тоа дека секогаш учениците од ова училиште биле одлични и најдобри студенти на правните и економските факултети во државата. Ваквите настани се одлични, бидејќи даваат можност за учениците од 9 одделенија да најдат соодветен избор и не секогаш да се слушаат другарот или групата на другари кои што избираат одреден профил. Ваквите училишта, особено средното стручно образование и ваквите училишта како Соевту Кузман Јосифовски Питу нудат практични можности и теоретски, кои што представуваат клучна претпоставка за да може да се покаже она што се научило и во пракса, но и во теорија. Средното стручно образование овозможува поголем избор на учениците, бидејќи со завршување на истото се оспособени за да работат и да одговорат на барањата на пазарот на трудот и на стопанството, а од друга страна се многу попотковани и поспремни кога продолжуваат во високообразовните институции во државата и во странство.
Споредбено, кога јас бев ученик и денес, може би претходно поактуелно беше теоретското знаење за разлика од практичното. Последните трендови на изборот на средно стручно образование на ниво на Македонија покажува дека учениците секогаш избираат практично образование. Може би една од причините е тоа бидејќи за нив е поинтерактивно, повозбудливо, му нуди нови предизвици, нови знаења и не е баш онака класична настава со теоретски знаења кои што понатаму апстрактно треба да бидат применети. Овде станува збор за конкретно учење преку конкретни вештини со конкретни работи и резултати. Дава ли тоа резултат? Апсолутно покажува исто така анализите од Центарот за средно стручно образование, Бирото за развој и МОН покажуваат дека ваквиот кадар и тоа како е спремен и може да одговори на барањата на пазарот на трудот. Ja se zovem Jasmina Borić, ja sam profesor u Srednjoj ekonomskoj školi u Somboru, u Vojvodini. Drago mi je da sam ponovo u Prilepu, ovde sam već treći put i drago mi je da sam uspela da upoznam i Prilep i Makedoniju kroz jako lep program koji se zove Erasmus+. Naše škole su sarađivale, bili partneri, tako da su i dolazile kod nas u Sombor, a mi smo sa đacima bili 2 puta ovde po 15 dana i bilo mi je jako drago da su naši učenici naučili veštine, bili su konobari i kuvari i ovde su u vašim lokalima bili na praksi, tako bili su mladi konobari i mladi kuvari i mi u našoj školi negujemo te veštine jer osim ekonomskih smerova imamo i smerove ugostiteljskog profila, tako da su to veštine koje su jako tražene, mislim i u Evropi i u Srbiji i bilo gde i ugostitelji se kod nas rado upisuju i mi se trudimo da oni baš budu dobri i učenici, a da budu i dobri stručnjaci u svom poslu koji rade i obavljaju. Šta znači čovečki kapital? Pa to je definitivno nešto što treba negovati, jer ne možete biti dobar konobar, recimo i dobar kuvar samo čitajući knjige, nego vi morate imati i profesora praktične nastave koji će to vama i pokazati, ali jako je bitno da vi negde kao mladi učenik i putujete i da vidite kako to rade drugi, kako to rade u drugim gradovima, na drugim jezicima, u nekoj drugoj kulturi, tako da je definitivno veštine koje se na taj način stiču nešto što se ne možete vi to nigde kupiti, a ne možete nigde ni naplatiti. To se zaista stiče samo putovanjem, iskustvom i druženjem na ovakvim prilikama i ovakvim mestima. Дали тоа значи дека српскиот образовен систем се прилагодува на барањата на бизнис секторот, како што е во Македонија во моментот? Apsolutno. Mi imamo, osim ugostiteljskih, imamo smerove i ekonomski tehničar i poslovni administrator, finansijski administrator i puno sarađujemo kao što i ova škola sarađuje sa bankama i raznim ekonomskim institucijama. To su sve naši bivši đaci i oni isto dolaskom u školu pokazuju svoje veštine i svoje znanje koje promovišu na neki način mlađim generacijama da bi oni to sve stekli. Tako da imamo veliki broj alumni đaka, između ostalog, evo spomenula bih, on nije kod nas završio celu školu, samo prve 2 godine, Nikola Jokić, on je naš đak i naš somborac i on je naš grad Sombor uopšte predstavio svetu na najbolji mogući način. Tako da nam je uvek drago da se i sa tom činjenicom malo pohvalimo. Da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što sam danas ovde. Inače, dolazim iz ekonomske škole iz Niša. Kao škola mi smo otvoreni za saradnju, znači sa svim školama iz regiona i ostvarujemo saradnju i sa školama iz Severne Makedonije. Imamo saradnju sa školom Peronakov iz Kumanova. Како соработувате со економските училишта врз база на размена на učenici, na veštini? Nismo imali za sada razmenu učenika. Učestvujemo u Erasmus projektima, znači kao škola i tu smo, moram da kažem, pioniri što se tiče Erasmus projekata, ali što se tiče razmene učenika za sada nismo imali razmenu sa drugim školama. Inače, kao škola imamo 3 profila, ekonomski tehničar, finansijsko-računovodstveni tehničar i službenik u bankarstvu i osiguranju. To su profili koji, da kažem, školuju jedan kadar, izvode jedan kadar koji može da sutradan odmah krene da radi. Znači,
ima tu puno praktične nastave, da kažem više praktične nego teorijske. Tako da, Ima li interes za ovije? ima interesovanja, tako interesovanje postoji. Obrazovati li kadrove za tržište? Da, Šta traži tržište? da. Kakva je ta paralela sa ovog tržišta i vašeg? Da, kadrovi, znači kadrove koje mi obrazujemo, znači konkretno finansijsko-računovodstveni tehničar je računovođa koji sutradan može da krene da radi odmah po izlasku iz škole. Takođe, imamo puno uspeha u vođenju učeničkih kompanija. Išli smo, znači učestvovali smo i na republičkim takmičenjima, znači konkretno učeničke kompanije, znači negujemo pokušavamo znači sa učenicima da ostvarimo te njihove ideje, da im pomognemo u pisanju biznis planova, u ostvarivanju tih projekata i u tome smo veoma uspešni, pošto je naša škola, da kažem, jedna od začetnika učeničkih kompanija, znači u Srbiji, i predstavlja jedan centar, znači za obuku nastavnika koji se bave, znači, učeničkim kompanijama, učestvuju u učeničkim kompanijama.